Добро вечер. Ова е последната топ тема на ваша страна во оваа година, која ни донесе големи пресврти, турбуленции, но и големи очекувања, кои ги следевме, известувавме, анализиравме и дебатиравме. Но очекувања и надеж немаме само на политички и економски план. Веќе на почетокот на 2018 очекуваме да ни донесе многу возбуда и радост ракометната репрезентација на Македонија. Гости во топ тема на ваша страна се селекторот Раул Гонзалес и ракометарите Филип Миркуловски, Филип Талески и Гоце Георгиевски. Останете со Телма, почнуваме веднаш по рекламите. Добро вечер во топ тема на ваша страна. На крајот сме на една бурна година што донесе големи пресврти и турбуленции. Овие случувања дефинираа дека влегуваме во 2018 како година на големи шанси. Многу оптимизам имаме и за пласманот на Европското ракометно првенство што ќе почне на 12 јануари. Македонската ракометна репрезентација очекуваме да ни ја донесе првата возбуда и добра игра. Гости вечерва на Телма, која директно ќе ги пренесува сите надпревари од Европското првенство во Загреб, се селекторот Раул Гонзалес и ракометарите Филип Миркуловски, Гоце Георгиевски и Филип Талески. Добро вечер во топ тема. Добре дојдовте. Со подготовките веќе сте во полнек. Раул, репрезентацијата сега е комплетирана, сите играчи се тука. Во каква форма се? Сега е рано, да знаеме како е ситуацијата, ама сега ние сме сите, тренираме два пати сите заедно и јас очекувам да играме добро, сега очекувам да видиме спремни. Да. Велите се во добра форма, вие како се чувствувате? Сега се комплетиравте, дојдовте пред 2 дена. Па така Миркуловски. се комплетиравме вчера, јас и Талевски. Најбитно е што сме сите здрави, така и да остане. Веќе без здравје не можеш ни да тренираш, ни да играш. Така да мислам дека сме спремни, тренираме 2 пати дневно, што е сосема доволно, нели, за овој период. После нова година имаме 2 пријателски надпревари. Ќе видиме до кај сме, што сме и да трнеме спремни на тоа европско првенство. Напорни ли се тренизите или вообичаени? Па вообичаени. Веќе ние сме научени на таков ритам, каде што подолг период се нема пауза на овие, да кажеме, зимски паузи што не играат на некои на големи надпреварувања, некои репрезентации, но ние сме подолг период на големите надпреварувања и одма од клупските обврски доаѓаме да играме за репрезентација, каде што мотивот е поголем да игра за својата земја и мислам дека не представува никаков проблем. Значи не се само подготовките и тренинзите, туку и мотивот овој пат? Па добро, секогаш мотивот е тука и не треба никогаш да изостане, поготоа ако знаеме дека имаме пред нас едно големо надпреварување како што е Европското првенство. Сите мислам дека горе-доле сме искусни играчи, знаеме што не очекува, така да, како што каже и Талевски, веќе во континуитет настапуваме на овие надпреварувања и знаеме што се бара и што се очекува од нас. Како се подготвувате за Европското првенство? Мојот колега Огнен Чанчаревиќ ве посети токму на теренот во салата Борис Трајковски, каде што ги држите 2 тренинга дневно. Но тој разговараше и со навивачите како тие се подготвуваат да ве следат. Тие веќе во голем број се подготвени да заминат за Хрватска. Да го видиме сега прилогот на Огнен Чанчаревиќ. Подготовките на македонската ракометна репрезентација за настапот на Европското првенство се во полнек. Ел Команданте будно го следи секој потег на неговите избраници во селекцијата. 1 на 1, излези. Совети има многу, тактиката е скована и сега ја пренесува својата замисла на репрезентативците. Неврзан разговор пред почеток на тренингот. Во опуштена атмосфера играчите се загреваат и разменуваат по некоја шега. Селекторот дава сигнал, тренингот почнува. Шегата и насмевките одеднаш ги снема, а на лицата се гледа жар. Безкомпромисна борба на теренот со стартови и фаули на граница на дозволеното. Замислата на Ел Команданте мора да се исполни.
но не смее да се ризикува со повреди. Сите имаме некои мали ситни повреди кои што нели ги носиме со себе од клубовите, меѓутоа горе-доле мислам дека сите сме спремни за да имаме максимумното европско првенство. Првиот настап на македонската репрезентација е на 13 јануари. Играчите се убедени дека до тогаш има доволно време да се подготват физички, но и тактички. Тренираме полека мислам дека има време да се спремиме добро, како на физички, така и на тактички план и да отидеме таму во Хрватска спремни да покажеме едно ново подобро ниво од тоа што го покажавме лани. Агендата е набиена, 2 тренинга дневно, наутро и навечер. Утрата се резервирани за кондицијски тренинзи, додека вечерните се за усовршување на тактиката, нападите и одбраната. Да темпираме нашата форма и физички, тактички, технички најдобро што можеме нели за првите надпревари или за првиот круг, така да ќе видиме на почетокот на тоа европско првенство или на самото европско првенство како ќе се одвиваат работите и колку сме сработени. Репрезентативците имаат 2 слободни дена за нова година, а потоа назад во сала. 2 контролни меча кои ќе ги одиграат на почетокот на идната година во Белград ќе покажат дали и на што треба да се доработи. Првиот надпревар е против Словенија, трето пласираната екипа од последното светско првенство. Кога би можел однапред да испланираш некоја победа или пораз, било лесно. Ја мислам дека токму таа неизвестност нели на тие надпревари против тие противници дава и да е тоа првенство така интересно европско и не можеш ништо напред да планираш. Најдобро да се оди чекор по чекор, надпревар по надпревар, се концентрираме за првиот надпревар против Словенија, кој што сакале да признаеме или не на некој начин ќе го даде патоказот на тоа што ќе треба да се случува понатаму. Традицијата во меѓусебните дуели е против нас, но репрезентативците се убедени дека тоа ќе се смени. Поддршката на ракометарите нема да изостане и во Загреб. Навивачите ќе бидат таму и ќе ги бодрат избраниците на Гонзалес. Мирослав Поповски нема пропуштено ниту еден надпревар на ракометарите, без разлика каде тие играат. Искрено да ви кажам на сите европски, на сите светски првенства, на сите на повеќето и од квалификационите надпревари кај што играа нашите, на 2 квалификациони турнири за олимписките игри, така да немам промашена поголема надпреварува. Сигурно имам изгледано повеќе од 100 надпревари и во принцип и горд сум на тоа, така да и си ги чувам и сите карти да знаете. Тој будно го следи тренингот на репрезентативците. Очекувањата му се големи. Како и секој искрен навивач, Мирослав има моменти кои никогаш нема да ги заборави. Добри и лоши. Со Србија 27-27 кога Манасков го даде голот, нели во 2016 во Краков, кога продолживме во втората фаза, потоа и уште еден надпревар со Исланд лани во Франција, во Мец, каде што исто губевме долго, цела утакмица губевме и на крај има храброст момците, стисна и стигнавме до нерешен резултат. А иначе најтажен момент секако е онај несеќен пораз со Данска кој што ќе остане најголема болна точка на македонскиот ракопен дефинитивно. Македонските навивачи ќе имаат сериозна задача во Хрватска. Тие ќе треба да ги мотивираат играчите во моментите кога ќе им биде најтешко. А ќе има и жестоки дуели со противничките фанови. Ќе биде жестоко со словенците дефинитивно, да. Значи како на терен, така и на трибини. А како што слушам 5-6 словенци се веќе во најава дека ќе доаѓат, но и ние не сме за подценување. Очекуваме минимум 2-3 000, а се надевам можеби и до 5, дај Боже да е така. Ако се повтори атмосферата во Ниш и во Белград, јасно е дека на играчите и на навивачите нема да може никој да им се спротистави на паркетот во Загреб. Да, подготвени се и навивачите. Раул, откако под ваше водство ја презедовте репрезентацијата од Червар, Македонија заврши прва во групата. Која е вашата тајна на овој успех? Што направивте? Што изменивте? Ништо, или се, не знам. Јас сакам да... За мене е важно дека ако ние сакаме да успеаме, треба да тренираме како екипа, не како репрезентација. Сушто, зашто кога се игра... Што е разликата како екипа? Има многу, што кога ти имаш екипа, има се, имаш одбрана, напад, може сите мислат, сите знаат како сите мислиме и така треба да се однесуваме. И кога играш со репрезентација, ти само тренираш два дена и немаш време да се спремаш ништо и се играш слободно. И јас сакам да играм како екипа и само така ќе имаме успех. Мислите дека тоа ниво е веќе постигнато, веќе добро ги знаете играчите тие меѓу себе, дали го има или треба уште на тоа да се работи? Јас мислам дека сега ние сме многу подобро. Сега ние трениравме оваа недела, ама преходно ние трениравме заедно и се играме на група
се беше добро, изиграме дома многу добар, ама изиграме надвор исто така многу добар. Тогаш не имаме шанса да играме добро и кога се игра добро има шанса да победиш. Така. Вие сте најискусен тука. Дали би направила некаква паралела меѓу тактиките на Гонзалес и неговиот претходник? Па, има разлика, да, тоа очигледна. Сепак Раул даде една интересна изјава, не е маѓионичар да направи нешто за толку кратко време. Тој е тренер 3-4 години во Вардар и има доста време за работа, доста долг период и тоа не е случајно што се деси со Вардар, што стане европски шампион. Тоа не е преку ног, така да Раул со нас имаше малку време до сега, поготово кога ја превземе репрезентацијата во тек на квалификации. Само игравме надпревари и тоа е се. Сега ќе имаме малце поише време, така да ќе имаме поише време за тактики, за воигрување, за одбрана напад и мислам дека ќе ја спроведеме колку толку неговата замисла. Во што се разликува тој од Чевар? Па, мислам дека тактички нападот е малце поразличен, по-брз, поише се обрна внимание на противничкиот играч, кој да нападнеш, кој е најслаб играч во одбраната, па тој да го нападнеш. Така да има разлика. Мене Чевар ми беше тренер 7 години, Раул ми е неполни 3-4 месеци, толку му даде отплика, така да има разлика, не е голема нормално и ние ги трениравме, игравме истите работи што и тој ни ги укажува, така да ама нијансите го прават тимот, дали е подобар или послаб. Така да мислам ако ги усовршиме тие нијанси, Раул што ги сака тие замисли, мислам дека ќе имаме добро европско првенство. Дали е строг Раул како селектор? Го викате ли вие команданти или тоа новинарите? Само новинарите? Само новинарите. А не смеа да ве викаат или не? Не дозволувате. Дали е строг? Не е строг, но сака да биде секако што треба. Пошто ако се одигрува на тренинг како што треба и како што е неговата замисла, ние тоа ќе го спроведиме и на утакмица. Нормално дека има грешки, но ние се трудиме максимално да ги исправаме, да нема такви нервози на тренинг, него да биде се како што ќе ја замисли он тактиката, ние само да ја спроведиме. Не е строг тренер и многу ни е драго што он сака да работи, ние само да ја покренеме. Кој се нервира повеќе, вие или Раул Гонзалес? Милчо. Милчо директорот. Не, па добро, тоа е нормално во текот на тренизите тренерот да укажува да го води тренингот, се доаѓаат некои моменти каде што екипата не игра како тој што посакува, па он е малце нервозен, сака да ги исправи тие грешки. Така да мислам тоа е еден нормален начин на тренирање каде што се соработува со тренерот и со играчите и нормално е тренерот некогаш да биде нервозен, некогаш не е така да тоа е нормален тек на тренизите. Нормално е во играта да има нервоза. Да, ракометот е сепак брза игра и брзо се действува. Моите колеги спортски новинари ме советуваат да не прашувам многу околу тактиката. Колку е тоа тајна или што може да ни откриете? Дали менувате нешто за ова европско првенство? Јас мислам дека ти треба да адаптира се што има. Јас имам нови играчи, јас мислам дека како мора да играме е добро и тоа е тоа. Јас секогаш сакам да правам се за екипа. Не знам, можам да измислам ништо. Јас мислам дека сите тренери мислиме иста тактика, ама понекогаш се подобро и понекогаш се полошо. Нема да ни откриете дали подготвувате нешто ново? Нешто ново. Барем во играта. Велите се знае? Се измислено? Да, нема ништо ново. Нема ништо ново или ќе видиме кога ќе излезете на теренот. Решивте да играте подготвителни надпревари. Тоа беше ваша одлука, два. Да. Белград кога е веќе? 4 и 5. Да, ама се пријателски надпревари. Не душа за ништо. Зошто одлучивте да играте
сепак подготвителни, контролни надпревари. Тоа порано не беше зашто вообичаено. Барем репрезентацијата не играше. Треба да тренираш и кога ти мислиш дека мораш да бидеш спремен, повеќе или помалку, после треба да играш. Јас не сакам да играм многу, зашто кога играш многу, не тренираш. И јас мислам дека кога играш европско првенство, ќе играш на група 3 надпревари, ама имаш одмор. Тогаш јас треба да биде повеќе или помалку како кога ќе играш таму. Ама се пријателски напревари и после има притисок и се менува се. Вие мислите дека е добро што ќе имате пријателски надпревари? Како играчи обично опасноста се повредите, нели? Па мора да имаш пријателски надпревари, пошто надпревар е едно, тренинг е друго. Ти секогаш даваш повеќе на надпревар, повеќе се трошиш, така да тренерот мора да увиди до кој сме, што сме на тие пријателски надпревари. Понекогаш сме имали повеќе пријателски надпревари кога сме требале, мислам дека 2 исто така е доволно и да се спремиме за првиот надпревар со Словенија. Мислам дека и тој според мене е доста битен, бидејќи како што каже Филип Лазаров во изјавата, ќе ни даде еден патоказ за тоа европско првенство нема да биде најбитен, но сепак ќе го ставаме за клучен надпревар, бидејќи ако извлечеме позитивен резултат на тој надпревар, ќе биде се полесно понатаму. Имаме после Црна Гора, што на хартија можеби според рейтинг послаб од нас, но сепак има добра ротација со добри поединци, не треба да се потцени никако. И на крај да искочиме со Германија без притисок. Можеби тој ќе значи надпревар за прво место, можеби. Да, многу изненадување имаше и на сите минати првенства, решавање во последен. Па да, поготово на европско првенство сите се тука негде репрезентативите со квалитет, можеби само 2-3 се двојат. Така да мислам ако искочиме спремни без никаков притисок, може да направиме многу на ова европско. Зошто словенците се и вие мислите дека е тоа клучен надпревар? Дека е прв и затоа или зошто се Па добро. Навистина силна екипа која води вашиот поранешен. Да, па добро, тие се релативно позната репрезентација за нас. Вујовиќ, се извинувам, Червак го имаме подоцна во прилогот. Да, па него го познавате. Меѓутоа и Вујовиќ го познавате многу добро, не? Вујовиќ беше селектор исто така. Исто така, да. Па да, беше пред колку години, да, Мирговски повеќе. Па да, битен е тој меч со Словенија, како што кажавте, тие имаат квалитет на минатото светско првенство пред една година беа бронзени, така да знаеме со каков квалитет располага таа репрезентација, какви играчи има, мислам дека и во минатото сме играли со нив надпревари и доволно се познавам и играчите, така да, како што кажавте, и тренерот Вујовиќ не познава нас и ние него, така да прв надпревар е еден од најбитните на тоа првенство. На нас останува што најдобро што може да се подготвиме и да излеземе на терен со нив и да се надигруваме. Што мислите вие за Германија? Оставате како Миркуловски некако ја стави добро што е третиот надпревар. Па трет надпревар е со нив, иако ќе се надоврзам на тоа и јас ќе кажам дека ако отвориш со еден позитивен резултат на едно големо надпреварување, тоа ќе те прати, да кажам, можеби цело надпреварување. Поред тоа што одма автоматски на старт добиваш некоја самодоверба, некој плюс. И со таа самодоверба после мислам дека може да победиш некој главен фаворит што е за освојување, например како што е Германија бранител на европското злато. Но пак ќе кажам, со таа Словенија треба да се надигруваме, треба да се спремиме максимално, играат еден динамичен ракомет брз и ние треба да одговориме со иста мера и ќе биде тежок надпревар цели 60 минути. Да, но клучен. Се согласувате ли вие? Да, они знаат. Дека е тоа. Они знаат. Да, што сега кога играш европско првенство и светско првенство, треба да се фокусираш околу прв надпревар, што не знаеш колку надпревари ќе играш, што на почеток знаеш дека играш 3 надпревари, и ако ќе поминеш група, ќе играш уште 3. Ама ако ти нема да се почнеш добро, тешко ќе биде првенство. Зашто јас не зборувам дека имаме пораз или победа. Зборувам дека треба да играш добро, треба да се чуваш добро и треба да имаш можности на победи. Тоа јас мислам дека
ова е нашата задача, да играме добро, да имаме можности и тогаш ќе имаме шанса да победиме. Дали ги проучивте добро и словенците, и црногорците, и германците, и другите екипи? Работите се уште на тоа или веќе се... Не, сега треба да се фокусираме. Најме сега прва недела ти треба да тренираш се. Например, кога тренираш отбрана, треба да тренираш с 0, 5-1 и после ќе решиш против ова екипа треба да правиме така, од друга екипа ова, ама сите треба да знаеш сега повеќе или помалку што како ќе биде се. И на недела ќе тренираме конкретно против Сербија, со што ќе играме против Сербија и после против Словенија, против Црна Гора и против Германија. Ти се спремаш малце и после ќе биде по-конкретно. Дали вие ги проучувате другите? Тоа е работа на селекторите, тренерите, но дали вие работите и ги проучувате вашите противници? Горе-долу ги познаваме сите репрезентации. Имаме играно надпревари со Словенија и со Германија си имаат играно надпревари исто со Црна Гора, каде што ги познаваме играчите, ги познаваме селекциите, каков стил на ракомет играат. Ги пратиме на сите надпреварувања кај што нормално седиш во соба и ги гледаш на телевизија. Така да отприлика знаеме нивната игра, но треба да се спреми таа тактика како треба конкретно да се настапи на терен. Против секоја репрезентација, веројатно и посебно вие ги правите сега и тие. Дали освен кондициони тренери, тоа е предпладне, како што слушнавме во прилогот, попладне тактики, имате и психолошки подготовки. Мислам дека порано тоа беше... Сега немам. Претходно. Јас мира до сега не треба. Не треба чудно. Добро, обично се ракометите надпревари на вистина динамични, многу емоции, дури тепачки и така натаму. Треба да имаш карактер. Меѓутоа се одлучувале и во последен момент. Барем кога ние како гледачи дома веќе на крај на нервите едва го догледуваме одлучувачкиот крај, како вие се справувате? Еве да ги прашаме. Па добро, играчите, дали тука нешто посебно се подготвувате? Како да не се изгуби духот ако се доживее пораз и така? Па добро, конкретно ако е надпреварот неизвестен и до самиот крај ништо не се знае конечниот епилог, секогаш постои таа тензија, тој притисок, но најбитно е во тие моменти да бидеш, што се вика, да бидеме ладни во главите и да не го размислуваш тоа. Значи да го размислуваш само она што ќе треба да се сработи на теренот, што ти го укажал селекторот или ние што сме се договориле за некоја ли акција, не е ни битно што е конкретно, така да пак ќе кажам, најбитно во тие моменти е да останеш смирен и да не размислуваш за тие работи. Само така можеш да го направиш тој последен чекор и за да го добиеш надпреварот. Тензија као тензија секогаш постои тој притисок, но нели секогаш треба да го победиш тоа за да излезеш на крај ти како победник. Како Миркуловски се справувате? Како гладна глава во таков момент? Знам дека на вас гледачите потешко вие кои гледате надпреварот. Јас сум гледал надпревари исто така од кога сум бил повреден или сум бил гледач. Стварно е потешко да гледаш колку да играш. Не знам, ние по искусите можеби ќе ни биде нормално полесно да го истрпиме тој притисок, но сепак тука се тренизите и вежбаш акции за последни моменти, имаш и тајмаут во моментот и тогаш се договараш што како да се изигра, така да така се справаме со тој притисок, како што кажи и Гоце, не треба да и ние сами на себе да се наметнуваме притисок во тие моменти, да изиграме со ладни глави, тоа што најдобро го знаеме во тој момент и да реализираме. Гонзалес, тука се сега сите играчи и тренерите, кога конечниот тим што ќе замине во Хрватска ќе го назначите? Кога ќе донесете одлуките? Ќе патуваме таму. Добро. До 11 нема да соопштите кој ќе евентуално нема да од тие што тренираат во моментов? Тие сме многу сега, ама 11 ќе знаеме се. Кој ќе патува? До 11 нема ништо да откриете. Имате ли трема пред надпреварите? Веќе минато тоа. Имаме доста надпревари и доста
големи надпреварувања како Европско светско првенство, така да не треба да имаш трема, него ако имаш трема треба да префрлиш на позитивна енергија, каде што ќе ти даде само мотив и желба за тој надпревар. И ако имаш трема, да кажеме некоја трема, тоа не е добро, јас мислам, поради тоа што со таа трема не може да дадеш својот максимум на терен. Раул, имате ли вие трема? Има? Трема? Трема, што е трема? Трема е anxiety. Се чувствувате возбуден пред надпреварот. Малце да се плашиш. Да, под стрес голем. Не. Кога се чуваш, така играш по-добро. Да, што... Има позитивна трема. Значи позитивна, не е тоа нешто што влијае. Дори сите сме искусни играчи, дури Талевски, Кузмановски, тие помлади, другите, останалите помлади имаат за себе по 2 големи надпреварувања. И првенства. Да, така да мислам дека сме добар склоп на тим. Меѓутоа сте склоп на млади и стари, стари. Кај спортот нема стари, поискусни, да. Мислите дека тоа е добрата комбинација? Може би е само предност. До сега не сме имале ваква комбинација со толку помлади играчи кои што веќе имаат за себе некој искуство и играат во добри клубови, добри сезони, така да ќе бидат доста од помош ова првенство. И секогаш кога што имаш тим со поискусни помлади играчи, мислам дека е добитна комбинација. Добитна комбинација во моментот. Имате ли некои суеверија, или нешто што ви носи среќа? Пред надпревари нема суеверие, само добар тренинг претходно. Добра подготовка и... Да. И здрави, и здрави и среќа. Треба и среќа. Колку се битни навивачите? Многу. Каде бидовме во Србија? Дека се битни, таму го имавме најголемиот успех. 5-то место. Да гледаме и Металург кога беше во добри години, дека беа битни навивачите, Вардар исто така. Многу тешко е доколку играш пред празни сали. Многу е полесно кога играш пред полни сали кои навиваат за тебе. Така да мислам дека и оваа година ќе имаме доста наши фанови таму во Загреб и ќе направат една убава атмосфера, позитивна атмосфера што е најбитно и со нивната енергија да оствариме можеби и подобар успех од Србија. Сте играле вие во празна сала и разликата е голема е? Па да, сме играли во полни и во празни сали, така да разликата е огромна, не може тоа да се споредува. Секако подруг е амбиентот и надпреварот, кај нас самите играчи кога е полна салата, кога те бутат неколку илјади фанови и ти повеќе даваш од себе што можеш за подобро да одиграш, така да се е подругачие, се е поинаку. Додека празна сала можеш да све се слуша, све се знае. Полошо од тренинг е. Да. Кога немате навивачи. Така да мислам дека ќе имаме одлична поддршка во Хрватска. Како Хрватска веќе е подготвена да ги пречека најдобрите европски ракометари, но и самите домаќини имаат големи очекувања за висок пласман. Загреб, Вараждин, Сплит и Порез се градовите каде што ќе се играат надпреварите, а навивачите од сите земји се веќе подготвени, но паѓаат и првите типувања во кои за сега води Франција. Да го видиме фактографот на Александар Манасиев. На крилјата на љубовта, со оваа numera Хрватска ги кани ракометарите, но и навивачите на Европското првенство во ракомет, кое се одржува од 12 до 28 јануари. Загреб, Сплит, Вараждин, Пореч. Ова се градовите кои ќе бидат центарот на ракометната европска елита, но и градови домакини на илјадниците навивачи. Цените за сместување не пораснаа драстично и се уште навивачите може да најдат пристоен стан или куќа за ниска цена. Се очекува голем прилив на навивачи од повеќе европски земји. Поделени во 4 групи, 16 европски тимови ќе играат за влез во вториот круг, а потоа и за титулата европски првак. Домакинот Хрватска има големи амбиции. Лино Червар, која предводи хрватската ракометна репрезентација, вели дека нема да биде воопшто лесно да се поминат сите скалила. Па nije ništa lako. Mi imamo stube gdje imamo 8 stepenica. Dakle, ako želimo ići do kraja, treba proći 8 stepenica. Prva stepenica je Srbija, 12. siječnja. To je dosta velika stepenica. A nakon toga dolazi Island koja je još malo veća stepenica.
pa dolazi Švedska koja je još veća stepenica. Ako smo dobri, ako imamo ako posvećenosti, ako imamo u sebi puno strasti, ako imamo hladnu glavu, onda ćemo stepenicu po stepenicu ići. Mislim da vođenje rata je najbolje stepenica po stepenica. Неголемо внимание во првите денови предизвикува дуелот на Хрватска со Србија. Влезниците, чија цена беше околу 40 евра, се веќе распродадени. А сега цената на влезниците по огласите достигнува и над 260 евра. За тоа колку строго тренира хрватската репрезентација, говори војничкиот распоред на денот. Ракометарите се будат во 6:45 часот, а во текот на денот има 3 тренинзи, за да си легнат половина час пред полнок. Ваквата војничка дисциплина може би придонесува и за високото котирање на светските обложувалници, кои веќе го предвидуваат победникот. Неголеми шанси има тимот на Франција, со просечен коефициент од 3,10, но буквално во вратин дише тимот на Хрватска со коефициент за победа од 3,50. За Македонија шансите да стане европски првак се 125, а најлошо котира тимот на Црна Гора со коефициент 500. Но обложувалниците неретко грешат за тоа кој ќе победи, но сигурно нема да погрешиме ако кажеме дека во првиот месец од новата година Хрватска ќе биде дестинација за добар ракомет и за добра забава. Да, тоа беше Александар Манасиев за тоа како Хрватска е веќе подготвена и во очекува изгледа весело, барем вака на прв поглед. Слушаме дека барем во кладилниците, тоа кај нас е распространето, ама и секаде, се типува на Франција. Се согласувате ли со тоа? Секогаш кога зборуваш на околу Европско првенство, Франција секогаш треба да биде таму. И после кој организира, има многу добра шанса да игра полуфинале. Секогаш кога играш дома, играш подобро, со навивачи, со поддршка, со зелба и не знам зашто се спремаш подобро, секогаш имаш помош ако треба. И јас мислам дека Хрватска сега треба да игра полуфинале со сигурност. Тогаш не знаеме, ама јас мислам дека Франција е малце подобро од сите. Подобро од сите и за вас вие се согласувате или имате други фаворити? Да, реално е Франција да е прв фаворит. Има и според играчи, според рейтинг најдобра престација. Тоа го докажи на претходните, да, и по титули на претходните европски, светски. Така да мислам дека реално ова Хрватска втор фаворит. Исто така за хрватите се освен злато е неуспех. Мислам дека си направија голем притисок. Ако успеа да го издржат тоа, може да земат златен медал. Све, ако може и да се може да се случи тука. Еден надпревар, после ќе дојде полуфинале, еден надпревар се решава, така да се може. Тука и Норвешка, што исто така доста незгодна репутација. Полетна. Да, мислам дека покажа прошлото светско првенство финале игра со Франција. Исто за квалитетна репрезентација. Има тука и Данска олимписки шампион, има доста репрезентации кои претендираат. Да, и Германија европски шампион. А Шпанија се уште го држи врвот, тука нема да... Да, полуфинале. Ракомет има многу екипи да победат. Има шанса да победат 8-9 екипи. Што Германија има ниво, има многу добри играчи. Норвешка, Данска, Полска, сите. Дефинитивно ракометот е европски спорт и ова е многу по по-квалитетни, концентрирани. Само си кога ќе играш ова на превар конкретно, не знаеш како, ама се може да се случи. Го слушнавме Червар, вели да се плашат од Србија. Тоа е надпревар веројатно со најголем предизвик и најмногу за да купени карти. Не се добри односите меѓу нив. Не знам поради што. Политика може да кажам, но да, сепак се игра во тој дел каде што баш и навивачите не се сакаат. И мислам дека за нив, исто како и за нас, тој прв надпревар му е битен. Ако го добијат, а би требало да одобијат поради што играат на домашен терен, ќе имаат полна сала, ќе имаат поддршка. И како што кажа нашиот селектор е фаворит да игра во полуфинале, зашто не и финале, имаат добра репрезентација. Така да све во нивни раце. Домакини се и треба све да покажат на... Предност ли е тоа некој што е домаќин на првенство? Мислам дека ракометот е доста голема предност. Домашен терен. Повеќе навивачи. Повеќе навивачи, може и
И подобро судење. Да, подобро судење, некои судиски одлуки. Како домаќин попривилегиран. Тоа е некако правило Тоа е непишано правило во ракометот, поготово. Мислам дека домаќинот секогаш има мала помош, не нешто големо, ама 50-50 кога е секогаш се решава за некојаш таа мала помош е одлучувачка. Па да, кога се работи за еден гол, се разбира. Раул, вие одите токму во Франција, заменувате веднаш после првенството, како тренер на Пари Сен-Жермен. Зборувате македонски, француски зборувате? Не. Не, ќе научите или ќе... Ќе запознам да научам. Имам време. Што е за вас овој трансфер? Предизвик? Да, имав шанса да одам и решив да одам и тоа е тоа. Тешко е да се одбие кој е најбогат, кој е нај... За мене беше многу тешко, зашто јас сум тука одлично, јас се беам тука, се чувствувам многу добар тука, работев многу добар со Вардар, ама сега животот е така и јас треба да одам. Да, се селите со семејството, претпоставувам, повторно во Франција, каде што се игра најдобра ракомет. Вие тројца останувате после првенството таму каде или ќе има некакви промени? Не, остануваме во истите клубови. Нормално треба да се заврши сезоната до има време. Има време за нови трансфери. Меѓутоа останувате селектор. Уште Да. Ако сакат. Ако немаме успех, неверојатно. Готово. Може да не се и тоа да не Спорт не се знае. Навистина, сега за сега, мислам дека... До сега, да. Ке зависи ли тоа од успехот на Европското првенство? Дали ќе останете селектор? Ке видиме како е. За сега никој не ви кажал дека е тоа услов или нешто се нормално. Меѓутоа, со оглед на тоа дека се сите задоволни, не би требало да... До сега. До сега. Да. Во ред, тука ќе направиме една пауза за реклами и се враќаме на крајот од овој разговор. Гледате Топ тема на ваша страна. Гости во последната емисија за оваа 2017 година се селекторот на ракометната репрезентација Раул Гонзалес и ракометарите Филип Миркуловски, Филип Талевски и Гоце Георгиевски, кои веќе на 11 заменуваат, а на 13 го имаат првиот надпревар на Европското ракометно првенство што се одржува во Загреб, играат со Словенија. Разговаравме за вашите очекувања, надежи, велите дека сте подготвени и во форма и очекувате успех. Сега на една малку друга тема за спортот воопшто. Гонзалес, Шпанија е држава со многу силна лига во фудбал, силна кошаркарска репрезентација, силни клубови во кошарка, во автомотосојузот, Формула 1, мотоциклизам, пливање. Како, на што се должи? Една и во другите земји има успеси кои се со еднаква големина на Шпанија, меѓутоа Шпанија се издвојува. Зошто е тоа така? Што ние сме многу, ние сме 50 милиони, тогаш има многу спор, ама јас преферирам да видам тука, зашто таму ракомет не функционира како во Македонија. Немаме навивачи, се игра ракомет, имаше добар ракомет, Шпанија и добра лига. Лигата некако беше порано. Сега играчите сакат да дадат надбор, зашто таму нема услови, добри услови. Тогаш ситуацијата со ракомет таму е теска. Зашто сите сакат да гледат фудбал и кошарка. Меѓутоа има и други добри спортови. Тоа се должи на некоја политика на државата или на нешто друго? Не, има фирми, има спонсор и тоа. И со криза ние имаме многу проблеми. Зашто ако нема добри фирми, нема пари. Ако нема пари, нема ништо. Добро, и шпанците се и како нација ориентирани кон спортот, мислам дека такви навивачи едни од најжестоките веројатно. Колку е тоа фактор или бидејќи има добар спорт, има многу навивачи? Ако имаш добри резултати, најверојатно навивачите сакат да гледат, сакат да одат.
Ама треба да има традиција, култура, и тука има култура од ракомет. Се гледа кога ти доаѓаш тука, сите знаат против кој играш, како се вика овај играч, тогаш Да, успеа ракометот да се наметне како игра број 1, дури пред фудбалот, каде што не можеме да се пофалиме со некакви успеси, ако фудбалот е број 1. Спорт и натаму е најмногу финансиран. Во Македонија ракометот е спорт број 1. Пред фудбалот, што во другите европски земји не е така. Мислам дека тоа е поради тоа што ракометот е еден од поевтините спортови, да кажам. Ти со инвестиција, со помала инвестиција имаш поголем успех, а во фудбалот треба да инвестираш доста повеќе, да имаш голем буџет за да играш, не знам, Лига Шампиони или Лига Европа. Ете Вардар, фудбал сега се пласираше во Лига Европа со добри инвестиции, без тоа ништо не може да се случи, бидејќи ракометот е нели поевтин спорт, може со помалце пари да се стигне до поголем успех, така да ете треба да се решат прво некои други работи во државата, па после да спортот. Мислам дека затоа е занемарен и фудбал и кошарка и ети ракометот. Сега гледаме само Вардар е единствен клуб во Македонија, другите се на некое друго ниво, така да мислам дека треба доста да се работи на спортот во Македонија, не само ракометот и другите. Но како што кажав, најпрво треба да се решат други работи, па после да е спортот. Што би требало да се реши? Зошто е тешко се наоѓаат? Нема млади таленти? Па има млади таленти, но Каде е грешката? Сите влади ветуваат, еве градеа игралишта по државата. Добро, тоа може да се гради се, но како што кажа нашиот селектор, ако немаш спонзор кој ќе те стимулира и кој ќе вложува, пример во фудбал или во ракомет, во кошарка, во било кој спорт, мислам дека немаш успех. Така да во Вардар во Металург беше секако што треба, имаше голем успех. Кога почна да се менува тоа, веќе немаш успех. Исто во Вардар се вложува и има успех. Го направија и тој историски успех во Македонија освоен, но мислам дека недоволно е во сите спортови, нема такви луѓе, такви спонзори што треба да вложат повеќе пари. А што би можела државата, самата држава да направи? Не знам, нели го донесува тој закон за спорт. Само што тој треба да се применува, доколку тој влезе во употреба, не знам дали влезе, или фирмите ќе сакаат повеќе да инвестираат, доколку тој данок се пренасочи во спорт, тогаш ќе биде, мислам, ќе имаме и повеќе клубови и повеќе спортови, ќе биде се на едно повисоко ниво, така да мора да се стимулираат и приватните фирми да инвестираат. Мислам со тој закон дека ќе дојде до тоа, па се ќе видиме како. Дали има мотив кај младите луѓе? Мислам дека има мотив, има полно школи за ракомет, поготово колку што знам, има стварно преполно сегде млади категории. Поготово се за ракомет, за експанзија. Ако е ракометот спорт број 1, се отвараат ракомети, меѓутоа има и други спортови, еве поединечни спортови, зошто не се развиваат? Па може би им треба... Или имате шкути? Па, како индивидуален спорт може е потешко да се пробиеш на врвот, како што кажа Талевски, треба спонзор, некој да те стимулира, да имаш услови за работа, некој да ги финансира тие патувања, тренинзи што ќе ги имаш како индивидуалец, че не е едноставно, но мислам дека може Македонија има таленти и има деца кои сакаат да работат, да тренираат и да успеат, така да треба да се вложува што повеќе и мислам дека оваа нација е талентирана за спорт. Дека имаме, еве, конкретно го земавме, тука сме за ракометот, што е најпопуларен спорт, како што кажавме во Македонија и што многу деца гледаат на телевизија. Ракомет, Вардар стана европски шампион и многу повеќе сакаат да тренираат ракомет и тоа треба ние да го искористиме. Имаме исто така врвни стручници тренери. Еве сега Раул Гонзалес, Лино Червар. Тоа мислам во една земја како нив треба да го цени нивното искуство и знаење и како стратези, како луѓе да се учи од нив и како понатака и другите тренери и играчи да учат од нив за да имаме нешто за во иднина, за да направиме.
Така да мислам треба да го цениме ова се што го имаме во моментот. Раул, има ли талентирани спортисти Македонија во споредба со Шпанија на вистина малечка? Меѓутоа, откривате ли дека луѓето се насочени, младите, кон спорт? Јас сам разбирам околу ракомет и јас мислам дека има. Ама треба среќа, треба работа и после не знам, што ситуацијата е тешка, немаш многу добра лига и сите треба да играат надвор ако сакаат да имаат искуство и сакаат да играат ниво и тоа е тешка комбинација. Како се откриваат талентите во Шпанија? Вие сте откривале ли таленти за ракомет или доаѓате веќе на... Не, со што кога имаш многу лука можеш да одлучиш подобро. Ние сме 50 милиони, тогаш има лука. Тогаш многу полесно. Полесно кога се полесно, ама кога ти си 3 милиони, јас мислам дека секогаш се можности. Повеќе луѓе имаш повеќе шанси. Повеќе можности. Гоце вели има спортисти, меѓутоа како да се повлекуваат, нели? Што ги обесхрабрува? Вака кај младите има една апатија кај нас еве. Па има, како што кажа Гоце, например, сега кога се направи после тоа Европско првенство, тој успех 5-то место, од тоа што ракометот можам да кажам дека не е паднат во форма, него скала по скала оди нагоре. Се зајачува и домашната лига, влагаат и повеќе спонзори, и во некои градови и општините го спонзорираат спортот, ракометот посебно. Не сме да се деси како што се деси во кошарката. Освоја 4-то место и од тогаш веќе падната не можеме да се квалификуваме на големо натпреварување. Да, тоа беше катастрофа, еден потрошен. Јас мислам дека не сме да се деси такво нешто, поради што ако дозволиме да падне некој таков успех или некој спорт, веќе после потешко е да се вратиш на тие големи натпреварувања. Имаме спортисти, има деца и има луѓе што сакаат да работат. Ние сме го покажале тоа дека сме борбена нација и никогаш не сме откажувале. Не се откажуваме, но да се надоврзиме треба да се вложува повеќе во спортот. Дали политиката се меша во спортот? Па можеби, не знам, можеби една главна... Вие не сте многу тука да меѓутоа ги следите... Да, можеби една главна причина од тоа може и политиката што се меша со некои нови закони, со промени, секоја власт си има нови промени се донесуваат. Не можеме ние да кажеме конкретно ние сме за спорт. Да, не, од аспект на спортот, не. не. Кога директор на агенција ќе каже. Така е. Добро, рано вие да се пензионирате, веројатно, очекуваме уште да играте и да постигнувате успеси. Дали за крај да ве прашам, доколку сакате да прогнозирате, знам дека бегате од прогнози, каде се гледате на ова европско првенство, Раул? Јас преднапревар. Јас не сакам да ништо околу прогноза. Ништо. Ке се бориме. Па добро, не би можел да прогнозирам, никој не може да каже кое место би можеле да завршиме, никогаш не се знае. Наша цел, можем да кажеме, тој втор круг да се пласираме, да ја поминеме оваа група, но пак ќе кажам, треба да се насочуваме кон секој надпревар и да се концентрираме на тоа што ни следи. Да не се оптоваруваме тоа дека треба да ја поминеме групата, па во таа група со кој ќе играме, како ќе играме, мислам треба да идеме чекор по чекор и така мислам дека подобро би успеале и ако идеме чекор по чекор. Вака сега одеднаш да бидеме преамбициозни и да кажуваме па сакаме таму да стигнеме, никогаш не се знае, не знаеш ни со кој ќе играш никак. Така да направи добра финта. Која место? Кој место? Како е? Добро, очекување? Па желби си имаме да бидеме прваци, но сепак треба да ја гледаме нашата реалност и треба да се оди по утакмица. Секоја утакмица си е нов предизвик, нова приказна и ако секоја утакмица ја победуваме, ќе завршиме први, но тоа мислам дека во спортот некогаш е можно, некогаш не. Да видиме како ќе почнеме на почеток со Словенија, па после ќе може да зборуваме. Па ништо да. Немаме прогноз. Да се класираме во втора фаза, бидејќи тоа носи други привилегии, пред се за светското наредна година, бидејќи добиваш полесен противник,
во бараж ако се пласираш во втора фаза на ова европско првенство. Понатаму ќе видиме како ќе се одвијат работите. Се зависи од тоа ако поминеме втора фаза колку бодови имаш, малце покомплицирано. Така да може да се повтори тој успех од Србија, може да видиме подобри и полошо, ќе решаваат нијанси сигурно. Така да битно е на секој натпред да се даде максимум, да изиграме најдобро што можеме. Знам дека со сите можеме да играме егал, се зависи од денот, од среќата и ако не посака тоа, можеме да направиме голем успех. Ви благодарам на сите на учеството во топ тема на ваша страна. Ви посакувам многу среќа, многу успех. Ќе ве следиме ние кои не одиме директно да навиваме од трибините во Загреб, ќе ве следиме на директните преноси од надпреварите на телевизија Телма, уште еднаш со среќа и ве гледаме многу успех, а остануваме топ тема на ваша страна, продолжува, имаме уште неколку содржини. Останете со нас. На крајот од оваа последна топ тема на ваша страна годинава, кога во празничните денови владе еуфорија, се троши без мерка, се купува храна повеќе од тоа што е потребно, а се фрлаат тони храна, да се потсетиме дека околу нас има луѓе кои преживуваат со еден оброк дневно. Или на раб на сиромаштија во Македонија живеат 400.000 луѓе. Токму во овие денови треба да ја покажеме нашата хуманост и да се обидеме да работиме за подобар живот за сите. Ретвитни оброк се млади луѓе кои решија самите да се организираат и да им помогнат на најзагрозените. Нивното мото е секој заслужува оброк. Сторија на Павле Беловски. Над 400.000 луѓе со еден оброк, невисока стапка на сиромаштија во регионот и преку 300 бездомници. Македонија е позната држава на црните меѓународни листи, но дома сиромаштијата умешно се крие од оние кои молчат за неа. Скопјанецот Сашо Стојановски не дочека. Нема со што да не понуди, освен гостопримливост. Ќе принесете ли нешто на трпеза? Каде што ќе правите за новогодини? Ако има пари уште утре ќе покушам, ако има ќе ставам ако нешто да сам. Тоа што има лепше вам. Јас сакам да се дидам деца да ги пуштам со другари. Јас сакам у кафана се веселам, а кога немаш пари просечно, како да кажам, швикарцарите колку те чекаат. Татко е на 3 малолетни деца. Со едното око е слеп, но заради другото кој чека операција, не може да добие статус на инвалид. Никој не го вработува, но и никој не го ослободува од трошоците кои треба да ги подмири со 3700 социјални денари. Ја да земам 200 евра и она да зема 200 евра, пак не можеш да излезеш на крај. Трошковите се вода, струја, децата да им дадам у школа се хранат по 300-400 денари секој месец ти е тоа. Обезбедување плаќаш. Све плаќаш во денешно време, све плаќаш по школи. Порано ништо не плаќаме, сега све плаќаш. И 10-годишниот Димче Стојановски ќе јаде ако има. Ако нема ќе се стрпи. За подобро и не знае. Но како и секое дете, одлично си ги познава желбите. Сакам дедо Мороз да ми купи убав компјутер да играм на компјутерот. Петчленото семејство Стојановски е само дел од бројката граѓани кои имаат еден или немаат ниту еден оброк во денот. Светска банка во Македонија лани избројала 400.000 вакви граѓани. Од оние 300 кои исто така јадат еднаш или ниту еднаш, ги дели само постојаниот покрив над глава. Немам кај да живеам, немам што да јадам, немам што да пијам. Негово дете во семејство уште во дом е, нема што да го храниме. На улица ли живееш? На улица. Како е, ладно? Ладно е. Ладно е Грч. Грч е ладно. Од ладно. Од ладно, види. Све од ладно ми се, све држам цела. Во пунктот за бездомници на Црвениот крст ги дочекаа нивните домакини. Им понудија медицинска грижа и покрив над глава во студените ноќи. Од владата очекуваат пак решавање на стамбеното прашање. Зошто не дојдат сите на бездомници станови? Зошто ги градат? Зошто лажат? Дека има станови социјални, дека има она и има тоа. А не е вистина.
Значи самата држава треба да помисли за овие луѓе тука што спијат на улица и по бездомници. Но храна има и за гладните. Се фрла на буниште. 5000 тони прехранбени производи маркетите, рестораните ги носат на скопската депонија Дрисла. Секоја година Македонија се одржува како 7 во светот земја која фрла храна. Поевтино е да се фрли отколку да се даде на сиромашните, велат од невладините организации кои постојано инсистираат од владата да ги промени законите. Ќе дочекаме 2018 година повторно со бавна и комплицирана процедура за донирање на храна, а од друга страна едноставна и брза постапка за фрлање на храна. И понатаму фирмите ќе бидат теретени да ночени ако сакаат да донираат храна, а ослободувани од даноци доколку сакаат да фрлат храната. Така што тоа се некои најосновни работи што ние треба да ги направиме, бидејќи сите анализи покажува дека илјадници тони на храна, квалитетна храна ние фрламе, бидејќи едноставно бизнисите се навистина оптеретени и со ништо не се потикнати таа да донираат. Предлозите се компаниите да бидат ослободени од данокот на добивка. Политичка волја постои, но Дрисла ќе ја проголта реализацијата и оваа зима. На досегашните состаноци беа разгледувани различни аспекти на целиот процес, пречките за поголемо донирање, искуствата од други земји, можностите за подобрување на состојбите и слично. Сметаме дека иницијативата може значајно да помогне во справување со сиромаштијата и целосно ја поддржуваме. До тогаш една мала група млади и хумани луѓе ги засукаа ракавите. Се организираат на социјалните мрежи за да сготват нешто вкусно. Секоја сабота успеваат да обезбедат оброци за 150 семејства. Секој што е заинтересиран може да остави намирници, кои што ние подоцна ги зимаме и од тие намирници секој петок готвиме оброци за бездомните лица. Зависно, значи ретвитни оброк и целата таа акција не е нешто што трае еден ден. Ние имаме група во која се координираме неколку дена во неделата, зависно од потребите и зависно со тоа со што располагаме, што ќе биде на мени оваа недела. Затоа е секогаш индивидуално и не зависи најчесто од нас. Реалноста е посурова. Според анализите што ги правиме и тоа што го правиме на терен за развој на мрежа за донирање на вишок храна, искрено невладините само во Скопје досега ни евидентира повеќе од 9000 граѓани кои секојдневно имаат проблеми да обезбедат храна. Сега ние едноставно не сакаме да си помогнеме очигледно, а едноставно примерите покажуваат и во Бугарија, и во Грцка, и во Хрватска, значи земји што веќе одскокнаа, дека прво нешто е ослободување од ДДВ-то, понатаму заштита на донаторите и на невладините организации, посебни процедури за безбедност на храна и така натака. Овие луѓе постојат и живеат меѓу нас, најчесто молчат за да ги заштитат најблиските. Најчесто се тоа бездомници, но постои голем дел на луѓе кои за жал немаат доволно средства и не можат да си дозволат повеќе од еден оброк затоа што паричните средства со кои располагаат и нивниот домашен буџет за жал го насочуваат на попотребни работи, остануваат гладни, па ово им е на некој начин единствен излез да добијат пристоен оброк. Телма отиде и подалеку. Праша кои се овие луѓе и што навистина им треба. Зимскиот период дефинитивно главното им пречи, но во текот на годината веруваме дека они се желни да направат моабет со некој. Онака им недостасува комуникација со стручна екипа, така да ново нашиот пункт тоа го имаат во секое време. Довербата, значи почита, комуникацијата им е една од оние да ги речам дефицитарни работи кои што им фалат во животот. Значи поддршката, љубовта, нив топлина им треба. Конкретно и лица кои што се долги години на улица, се лица кои што се осамени, кои што живеат без нивните семејства, така да на некој начин ние им ги заменуваме нивните родители, сестри, браќа и се останато. Студот, гладта наспроти најголемиот непријател, неизвестноста. Македонија може да сврти лист, велат познавачите на социјалните реформи. Хрватска и законски дозволи храната која не се продава или троши да се дарува. Бугарија го следи примерот, а Македонија ќе преземи полугладна. Тоа е се во оваа последна топ тема на ваша страна во 2017. Гледајте не во новата година со нови теми, секогаш релевантни соговорници и добра дебата. Среќни празници, се гледаме во 2018.